Најголемата радост за родителите е кога на свет ќе дојде новороденчето. Тогаш се отвора за нив едно интересно поглавје во животот, еден волшебен свет исполнет со многу радост, среќа гледајќи го своето бебенце како расте и се развива. И кога ќе дојде до онаа возраст кога почнува да го интересира се, поставува и многу прашања, и тогаш родителите можеби некогаш ќе се замислат, па ќе речат како сега да му кажам, како да му одговорам, но обидете се да му дадете јасни и едноставни одговори кои што ќе бидат разбирливи токму за неговата возраст. Во третата година од животот на детето настанува интензивно развивање. Тоа веќе го има усвоено говорот, самостојно во движењето и многу е заинтересирано за се околу себе. Почнува да ве забавува или ве остава без текст на прашањата кои почнуваат со легендарните зборови: а зошто, а како, зошто паѓа дожд, зошто е недела. Иако можеби некои од прашањата ви се смешни или пак сте потполно изненадени, обидете се секогаш на детето да му одговорите. Одговорот нека биде едноставен и соодветен за возраста и неговото размислување. Правата ствар е да сите родители кои ги добијат прашања од своите деца го одговорат со полно срце и со увид на нештата што ги кажуваат. На дополнителни прашања секогаш треба да бидат спремни да дадат дополнителни одговори. И би било за мене многу добро да тие прашања некако коалиционо се одговараат, односно да двајцата родители застанат за одговорноста на улогата родител и го воведат своето дете во светот на вистинските доживувања на секојдневието. Можеби најтешкото прашање кое ќе го слушнете од вашето 3-годишно дете е како сум се родил. На секое прашање на детето треба да му се одговори зависно од возраста и од начинот на мислење кое тој во тој момент го има развиено. Ако едно дете од 3 години праша како се раѓаат децата, треба апсолутно да се каже дека ги родила мајка, а не штркот дека ги донел. А како се раѓаат децата и тој процес на раѓање може многу едноставно да се објасни дека тоа е една соба, нели, во која им е убаво, топло, јадат, пијат, спијат. Според психолозите, за она што се случува во семејството, родителите треба да бидат поотворени со своите деца. Ако едно семејство живее со една тајна на усвоено дете, тајна на предходните бракови на родителите и во желба да ги сокрие тие информации или да јавноста не дознае за тие информации, семејството се затвара у така наречена црна кутија. Што би значило тоа? Нема проток на влезни и излезни информации. И тогаш родителите во желба да децата не ги слушнат за нив срамни, по нивна проценка, периоди од нивниот живот, склони се да имаат перманентна супервизија на сите информации што децата ги добиваат. Таква перманентна супервизија доведува до препротективноста од страна на мајките. Тоа значи дека мајките треба да имаат увид со кого се дружат, што кажуваат, како ги поимат работиве. Таква затвореност доведува до комплетен почеток на невротизирање на детската душа. Во своите прашања децата не гледаат ништо непристојно, ниту лошо. Затоа е важно вашиот одговор да биде примерен и објективен.